Една седмица Валандовското комунално претпријатие не ја известило јавноста за забраната за пиење на водата од водоснабдителниот систем. Решението за забрана, велат од Агенцијата за храна и ветеринарство, им го доставиле на 16 јули, но во јавноста излезе дури вчера на официјалната веб страница на комуналното претпријатие, како и на неговата фејсбук страница, од каде го презедоа останатите медиуми. Првичната анализа на водата е направена од страна на Институтот за јавно здравје, на барање на комуналното претпријатие. Примерок од водата е земен од чешмата во дворот на претпријатието на 11 јуни, а резултатите излегле на 2 јули. Тој резултат покажувал зголемена концентрација на арсен во водата за 40%, односно од максимални 10 микрограми на литар, во водата имало 14 микрограми арсен. Овој резултат е доставен до Агенцијата за храна и ветеринарство. По добивањето на резултатот во петок на 3 јули 2026 година, известена е надлежната инспекцијска служба во подрачната единица на Агенцијата за храна и ветеринарство во Валандово, при што од инспектор за храна на ден 16.7.2026 година извршен е вонреден инспекцијски надзор, при што донесено е решение за забрана за употреба на водата за пиење од водоснабдителниот систем во јавното претпријатие Комунален сервис во Валандово, при што му е налажено истото да прекини или да го ограничи испорачувањето на водата за пиење, соодветно да означи дека водата не е за пиење и да ги информира потрошувачите. И граѓаните на Валандово коментираат дека за проблемот дознале вчера од социјалните мрежи или од други сограѓани. Вчера се научевме од дека има такво нешто чудо во водата. А тоа треба да се ангажира кој е тоа што го направи. Значи, кој е тоа поставено? Треба оно похитно да се пронајде. До сега имало ли проблем со вода? Не мише. Значи, тие од вчера навака, тоа е проблемот. Купувате ли вода сега за пиење? Да. А Некои цистерни купуват, има ли? некои одат горе на Свети Георгиј манастирот. Така кажа, не бил чиста водата, за 2 дена вика ќе се пуштила па сега. Сега не пиете, купувате? Не, си купувам вода. Никој пат не ја користиме, значи се флаширана вода пиеме. А зошто не ја користевте порано? Оти цевките не ги беа во Валандово. А иначе јас сум од Пирава, во Пирава ја користиме. Во Пирава е чиста водата, изворска. Од изворот иде и ја користиме. Оваа вода не е убава. Во меѓувреме, комуналното претпријатие побарало и втора вонредна анализа од Институтот за јавно здравје. Примероците се земени на 20 јули. Најновите резултати од Институтот за јавно здравје во Скопје, кои излегоа денеска, покажуваат дека концентрацијата на арсен во водата е во рамките на дозволените граници, односно доста под максималната граница изнесува 1,47 микрограми на литар. Од општина Валандово велат дека сериозно го сваќаат прашањето за исправноста на водата за пиење, па ќе продолжат со анализи. Ние како општина Валандово и како јавно претпријатие ќе направиме уште воредни анализи за да ја утврдиме целосно состојбата за квалитетот на водата за пиење и се надевам дека ќе ги добиеме денешните резултати и еве ќе ги повикам граѓаните да бидат спокојни, да нема место за паника. Валандово има истата вода скоро 50 години наназад. По последните резултати кои покажуваат дека концентрацијата на арсен е во дозволените граници, се очекува инспекторите на Агенцијата за храна и ветеринарство да ги укинат мерките донесени минатата недела.